граѓанските организации комуницираат со граѓани кои што се ранливи и до кои што системот не може да стигне. И само партнерски може да изградиме еден систем во кој што заедно ќе соработуваме и ќе прилагодиме услуги според потребите на граѓаните. Сметаме дека граѓанските организации се особено важни во нудењето на услугите, меѓутоа исто така во напредувањето на системот на социјална заштита, каде што социјалните услуги ќе бидат навистина достапни за сите граѓани низ државата. Токму затоа и државата како ресурс треба да ги користи веќе создадените услуги во кои што се работат стручни лица, во кои што се работи според стандарди и според потребите на граѓаните. Првиот семеен центар е формиран отворен во 2013 година и веќе 10 години континуирано нуди услуги за граѓаните како од градот Скопје, така и за сите други градови. Инаку е единствен од ваков тип центар кој што нуди интегрирани услуги како за деца кои што се жртви на насилство, жени кои што преживеале насилство, меѓутоа исто така нуди програма за третман на сторители на насилство. На годишно ниво околу 200 корисници ги користат услугите, 200 до 300 корисници услугите на овој центар, кои што се бесплатни и доверливи за сите. Кај 21 година функционираме во делот на давањето на социјалните услуги и го прошируваме нашето делување со тоа што во 2007 година отворивме советодавни центри преку кои што ја даваме поддршката на биолошките семејства и со тоа сакаме да придонесеме кон превенција на напуштање на деца од биолошки семејства и да се спречи заминувањето на деца во системот на алтернативна грижа. Исто така, нашиот фокус го ставаме и на поддршка и грижа за млади над 14 годишна возраст до 18, каде што се трудиме да го зајакнеме сегментот на животни вештини, оформувањето на професија и потоа стабилен процес на осамостојување на младите после заминување од алтернативна грижа. Основата е поставена од страна на сите актери во целата оваа работа, но она што недостасува е финансиска одржливост на граѓанските организации. До сега државата одвојува субвенции кои што реално не се доволни да ги покријат трошоците на давателите на услуга. И една од целите на создавањето на оваа иницијатива е да пробаме заедно со Министерството да изнајдеме решение како и на каков начин ќе се воспостави оваа финансиска одржливост. Нашето искуство покажува дека граѓанските организации го донеле меѓународното искуство од надвор и дека работат според стандарди и навистина се продолжена рака на државните институции. И токму тој модел треба да се поттикнува насекаде, да се охрабрат, да се поттикнат граѓанските организации да се вклучат во системот на нудење на социјални услуги за да се стигне до граѓаните. Инаку услуги за родово засновано насилство потребно е да постојат насекаде низ државата, во секој барем поголем град, за да може да се одговори на потребите на сите семејства кои што на некој начин биле засегнати од насилство.